Седларци се наоѓа во подножјето на планината Еленица на левата страна од регионалниот пат Струмица-Радови-Штип на надморска височина од 320 метри. Денешното село има старо потекло. Се споменува уште во средниот век во 1395 година и тоа со името Седларци. Топонимот на населбата е изведен од општата именка Седлар, во значење на лице кое се занимава со изработка на седла за добиток и од наставката ци. Например, работоспособните жители на денешното Седларци изработувале седла за војничките коњи. Од тука, според легендата, потекнува и името на селото Седларци. Јас можам да кажам само Седларци кога се дојделе од Шополско. Они се дојделе со Смагара. Од тамо и тоа дојделе со селејки до населици, продавале се и купувале веднага жито, бражно, живеат. Това се биле 15 куќи тија. Кога се дојделе тука, и мало тоа човеци тија. Они се населили од тука. Тие се биле 5 сестри од таму кога се дојделе тука. И тоа они се женевале, ама со добар начин. А да имало турци или каква вера, никаква не е имало. Само македонци тука се биле. Со тек на времето Седларци се развива и прераснува во прекрасна населба за живење. Асфалтирани се повеќе улици, има водовод, канализација, училиште, црква, а од неоддамна во селото беше отворено и повеќе наменско игралиште за жителите од овој крај. Тие од секога се грижеле за доброто на местното население, биле сложни и заеднички ги решавале проблемите во селото. За тоа говори и фактот што со сопствени средства имаат изградено водовод. Седларци и се развива и не се развива толку, значи може да кажеме едно бавно развивање на селото. Имаме пред 15 години барем водовод лично го градевме, барем тоа бе марки, по 3300 марки секое домакинство. Значи, Седларци брои едно околу 90 домакинства со околу 350 жители. Надморска висина едно 320 метри, колку шо јас знам. И така да, значи, по 3300 марки, да се вратам пак на водоводот, успеавме, направивме, тоа беше еден голем проект за Седларци на такво мало село. Ама го успеавме и веќе го користиме едно 15 години, може и 20, да не е промашен, значи. Сега имаме некои замислени работи, еве тука околу сред село, значи бунар, имаме тука стар, многу стар, сакаме да го разработиме. Порано во Седларци се одгледувало памук и афион, но со тек на времето овие култури умираат, па сега жителите од ова село се насочени кон одгледување на тутун и жито. Памук се сееше, сусам се сееше, пред 60 години. Кромици се сејаме, ако имаш пари да купиш арпаджико и он е скап, се сееш па донесеш 50 кила, да го предадеш па да купиш нешто за дома. Така беше. Иначе животот не е многу лош сега. Земеделието беше порано друго, сега е друго, нели? Порано се сееше и житарици и такова. Сега бегат и од житарица, бегат и од се. Повеќе на татуно, като ќе рече колегата тука. И на црешти сме, на дрвечо. Иначе друго шо да се поседеш, нема да го дадеш, не го зимат, ефтино го зимат, што ќе искараш. Денес во Седларци живеат околу 350 жители и има повеќе од 90 домакинства.